Ке слушаме ли проповед? Халелуја. Затоа што Господ сака да ни зборува. Господ сака да ни ги менува срцата, умовите. Да менува нашиот карактер. Господ сака да се манифестира во нас. Неговиот карактер да се манифестира во нас. Неговата слава да се манифестира. Неговата сила да се манифестира. Неговиот Дух Свети да се манифестира. Неговото Слово да се манифестира во нас. Тоа е Божјата волја. Тоа е Божјата желба. Амен. Матеј ќе читаме. Матеј 8 глава од 5 стих па до 13. Денеска ќе зборувам од еден друг аспект кој мислам дека луѓето го занемаруваат. Од друг аспект на верата ќе зборувам. Значи, вера или тоа се три работи кои се спојени тука: вера, авторитет и чест. Можеш така да се пишеш. Вера, авторитет, чест. Можеш така да напишеш. И сега ќе читаме од Словото како Исус се сретна с еден стотник, кој беше римски војник. И вели вака, а кога влезе Исус, вика, во Капернаум, му пристапи еден стотник и го молеше, велејќи: Господе, мојот слуга лежи фатен дома и многу се мачи. Или во англиската, како што прочитав, вика, е парализиран. Се парализирал. Се укучил, се парализирал. И вика, многу се мачи. И потоа, вика, Исус му рече, вика, јас ќе дојдам, вика, ќе го исцелам, нема проблем. И следното нешто што се случува, вика, а стотникот во одговор му рече: Господе, не сум достоен да влезеш во мојот покрив. Туку кажи само збор и мојот слуга ќе биде исцелен. Стотникот му се обраќа, вели: не сум достоен да дојдеш под мојот покрив. Не сум достоен да дојдеш во мојот дом, да влезеш во мојот дом. Доволно е, сосема доволно, вика, да кажеш, вика, збор и мојот слуга ќе биде исцелен. И потоа вели: зашто јас, вика, зашто исто, вика, и јас сум подвластен или подложен или подреден човек и имам војници, вика, под себе, и му кажувам на едниот оди и тој оди, и на другиот дојди и тој доаѓа. А на својот слуга му велам: направи го тоа, и тој го прави. Стотникот му се обраќа на Исус. И вика, вика, кога Исус го чу тоа што, вика, го кажа стотников, и се зачуди, вика. И им рече, вика, на оние кои го следеа, вика, сите што идеа после него, мношто луѓе идеа после него. И се сврте, вика, и им рече, вика, вистина ви велам, вика, во никого во Израел. Вистина ви велам, во никого, ама баш во никого во Израел не недов толкава вера. Ова Исус го кажува. Вистина ви велам, во никого во Израел не недов, вика, толкава вера. И ви велам, вика, дека мнозина ќе дојдат од исток, од запад, и ќе седнат со Аврам, Исак и Јаков, вика, во Царството небесно, а синовите на Царството ќе бидат фрлени во крајна темнина, каде ќе биде плач и чкртање со заби, вика. И Исус, вика, му рече на стотникот: оди си, вика, нека ти биде како што си поверувал. Или како што веруваш, нека ти биде. И неговиот слуга, вика, оздраве во истиот час. Ајде ќе отчитаме од почеток. Исус, вика, влезе во Капернаум и му пристапи еден стотник и го молеше, велејќи: Господе, мојот слуга лежи фатен дома и многу се мачи. Или мојот слуга е парализиран и многу се мачи. Ова е човек кој е војник, кој нема врска со Израел.
е римски војник, кој нема врска со верата израелска, кој нема врска со Богот на Израел, кој воопшто не го познава. Војник. Ова е војник кој ја окупирал земјата Израел. И доаѓа, го моли Исус. И вели: Господе, мојот слуга лежи фатен дома и многу се мачи, вика. Зашто му вели тоа? Ке почитаме натаму зашто му го кажува се тоа. Но една е битна работа дека римскиот војник доаѓа на Исус, му се обраќа, нешто видел во Исус. Ова не е само дека он во моментот го виде Исус па го викна, него тој нешто виде, нешто и претходно видел во Исус. Тој гледаше во Исус кога Исус исцелуваше. Јас верам дека е така, дека овој стотник беше привлечен од Исус во толпата каде што Исус проповедаше, во толпата каде што Исус исцелуваше и изгонуваше демони, и тој едноставно беше привлечен од тоа. Другите војници можеби не беа, тие си тераа своето, но овој беше привлечен од нешто. Привлечен од Исус, она што го зборуваше, она што го правеше, и он го виде тоа. И гледајќи го тоа, сега го среќава Исус во Капернаум и знае кој е Исус. Ке прочитаме натаму. И вели: мојот слуга многу се мачи. Дојди или да го исцелиш. Јас знам дека ти исцелуваш. Јас знам дека ти можеш да го направиш тоа. Со други зборови. Му се обраќа: Господе, мојот слуга многу пати страда. Интересно е тука, јас кога гледам на сето ова, гледам овој римски стотник, значи негов слуга, некој кој работи кај него, кој му е слуга, има сочувство за него. Нели? Да дојде да го моли Исус, значи треба да имаш сочувство за тој човек. Оти страда, боледува. Денешните, кои ќе ги видите, денешните газди или денешните сурови, да ги наречам господари, ако е некој болен, тој ќе го избрка веќе од работа. Ти веќе не си ми потребен, ти веќе не ми требаш, го брка од работа. Воопште не се грижи за него. Јас се уште не сум видел таков газда, не сум видел се уште таков некој, да го наречам господар, кој заради своите слуги или своите вработени ќе направи нешто. Да е болен, да е, не знам како, да покаже грижа за тој човек на некој начин. А овде стотникот, заради својот слуга, се грижи. Значи му е, битно му е. Значи нешто го боли него. Овој слуга веројатно му бил ценет. Го сакал. Му служел, му правил се што треба, кој што понатаму ќе прочитаме. И вели, Исус вика, без никакви поговорки, ништо: кој си ти, што си римски, што си дошол кај мене ти, римски војник си, што бараш ти кај мене? Нема никаков, разбирате? Кој Исус вика: добро, ќе дојам, ќе го исцелам, нема проблем. Значи овде нема некоја, нема контрање. Не му вика: бе, ти не си од Израел. Туку Исус гледа нешто во него, вика: добро, ќе дојдам, ќе го исцелам, нема проблем. И потоа вика, стотникот му се обраќа и вели: Господе, вика, ја не сум достоен да влезеш, вика, под мојот покрив. Туку кажи само збор и мојот слуга ќе биде исцелен. Или со други зборови, удава чест на Исус. Гледајќи го неговиот авторитет и власт која Исус има, и гледајќи неговата позадина духовна, од каде тој доаѓа, разбирајќи го тоа, тој вели: јас не сум достоен ти со тој авторитет, ти кој си Син Божје, да дојдеш во мојот дом. Не сум достоен, вели. Значи, го возвишува Исус. Го издига Исус. Разбирате што само да кажам? Он не се прави тука некој си, не глуми, него тој тоа што го гледа во Исус и тоа го зборува. Значи, ова не е измама, не е ова манипулација. Он му вика: јас не сум достоен ти да дојдеш под мојот покрив. Ама нешто друго, вика, разбирам. Само да кажеш збор, мојот слуга ќе биде исцелен. Нешто разбирам, тоа што ќе го кажеш, ќе биде исцелен мојот слуга. Дали е тоа вера?
Дали е давање чест на Исус? Издигање на Исус. Прво го издигна Исус, дава чест, и потоа со вера вели, ја знам кој си ти, и само го кажеш збор, мојот слуга ќе се исцели. Со вера го кажа ова. Ја знам кој си ти. Со други зборови вели, сега му објаснува на Исус како он тоа го разбира. И дека него му јасно. Го разбира ова се што го гледа во Исус. И му објаснува како он го сватил тоа. И вика, зашто вика, исто и јас сум. И јас сум, вика, исто, подвластен човек и имам војници под себе. Му кажам на едниот оди и тој оди. И на другиот дојде и тој доаѓа. Или со други зборови, му кажу, јас знам што е авторитет. Века, Исусе, јас знам што е авторитет. Јас разбирам ова ти што го правиш. И вика, јас исто, како што си ти подложен под авторитет, и јас сум подложен под авторитет. Имам надредени луѓе над мене, кои јас ги почитувам и го почитувам нивниот авторитет. Знаете дека, например, да кажеме во Римското царство една легија на војници изнесувала околу 6000 војници. 6000 луѓе. И сега во тие 6000 луѓе вика дека тамо имало 60 надредници, така ги викаат надредници, или како да ги кажеме некои генерали, како да ги наречеме. Така, кои се, нели, кои се над нив. Сега под нив па има, вика, центуриуси, вика тамо, па под нив има стотници, кои под себе си имаат 100 војници. И сега вика, има ред. Значи, он е стотник, па над него има, нели, центуриуси, па има, нели, наредници во село тоа, па после тоа на тие наредниците некој ги пратил од Рим, кој им е дал таа власт и авторитет, и сето тоа, нели, иде ланчано, нели, подредено. Значи има авторитети. И сега он кажа дека јас го почитувам авторитетот што е над мене, и затоа моите војници и моите слуги го почитуваат мојот авторитет. Разбираме што кажам? Значи, ако ти си подреден под некој авторитет и го почитуваш тој авторитет, сите други што се под тебе ќе го почитуваат тојот авторитет. Значи, ти не можеш да имаш авторитет ако не си подчинет или подреден под нечи авторитет во твојот живот. Ако не го почитуваш тој авторитет што е над тебе, ти исто не можеш да имаш авторитет на оние што се под тебе. Значи, битна работа. Он му кажа, вели, јас да, знам што е авторитет, јас знам дека си ти подреден под авторитетот Божје, под авторитетот на таткото, и ти го правиш тоа со авторитет, затоа што го почитуваш авторитетот кој е таткото. И затоа имаш авторитет. И затоа вели, јас сега го почитувам твојот авторитет. Разбирате што зборам? Оти тоа иде, кога гледате вие дека некој почитува авторитети, тогаш и вие го почитувате него. Затоа што тој почитува авторитет. Амен. Ако Драган гледам почитува авторитети, тогаш и ти авторитетот на Драган ќе го почитуваш. Нема друго. Тој е подреден под некој авторитет и гледаш тој го почитува авторитетот и ти ќе го почитуваш неговиот авторитет. Со други зборови, стотникот му вели, како што ја ги почитувам моите авторитети кои се над мене, надредникот, нели, центуриусите, како што јас ја сакам својата држава, како што ги сакам оние кои ме испратиле овдека и ги почитувам нивните заповеди и нивните авторитети ги честам, така вика и војниците вика. И јас кој ќе му кажам, вика, оди направи тоа, прави тоа. Значи тој го прави тоа. Значи нема тука приговор. Тој му рекол, оди направи го тоа, и тој нема, ја не ќам. Тој оди и го прави тоа. Оти го почитува тој авторитет. Ако ти почитуваш некој авторитет, ти тоа ќе го направиш и ќе се подложиш по тој авторитет. Нема да се бунтуваш.
И вика, јас имам, нели, и војници, ама вика имам слуги. И на својот слуга вика, кој ќе му речам, направи тоа, го прави. Така, оди вика, и тој вика, оди. А на другиот дојди и доаѓа, вика. И на својот слуга направи го тоа и тој го прави. Со други зборови, вика, јас знам што е авторитет. И јас го почитувам тоа. Сите мои авторитети ги почитувам. Се почитувам. Затоа сега, вика, го гледам твојот авторитет дека е над се и по твојот авторитет се подчинувам. И го почитува Исусовиот авторитет. Оти вика, јас знам дека ти имаш авторитет духовен со други. Нели? Оти јас знам дека ти имаш духовен авторитет. Ја гледам ти што правиш. Оти гледам ти кој ќе заповедаш на болеста си оди. Јас гледам ти кој ќе заповедаш на демони си одат. Ти имаш власт. Охо. И јас го разбирам тоа. Затоа што го гледам во тебе она што јас го живеам. Оти јас знам моите слуги што прават. Јас знам војниците што прават кои ќе им речам. И кога го гледам во тебе тоа ти што го правиш, а гледам демони си одат, болести, се, и јас вели те издигам тебе и го почитувам твојот авторитет. И јас го разбирам авторитетот, вели. И со тоа го издига Исус, му дава чест и со вера изјавува, ја тоа што го гледам и верувам дека ти само да кажеш збор ќе биде. И твојата заповед ќе се исполни. И потоа Исус вели, вистина ви велам, ниту веден не најдов ваква вера во Израел. Ниту веден не видов. Пазете, зборуваме за римски војник кој нема врска со Израел. Знаете ли каква споредба може да направи? Замислете дека Исус беше дрводелец, а овој беше стотник кој го окупирали Израел и имаше власт над народот, имаше власт над Израел имаа. Значи имаше дозвола да прави што сака со израелците. Имаше дозвола да го затвори некого, да направи, значи имаше дозвола да прави. Имаше дозвола да викне војници да го затворат, да направат нешто. Значи имаше власт. И истите тие, ќе наречам, зашто тој го почитува сиот тој авторитет и власт од Рим што доаѓа, оти тој се подчинува по тоа, истиот тој доаѓа на Исус му вели, јас не сум достоен да ти дојдеш во мојот дом. Истиот тој, значи целата таа целокупна окупира, значи Израел го окупира. Имаше власт човекот. Но едно нешто што виде Исус рече, не. Јас немам, вика, јас сум недостоен за ти да дојдеш под мојот покрив. Може да замислите дека тој римскиот војник се покорува на Исус. Кој обичен дрводелец по Библијата читава. Не пише дека Исус беше главен првосвештеник, таму беше поставен во храмот, не. Пише да беше дрводелец. Може да замислиме која е таа преокретница, да некој кој има власт дојде пред Исус да му каже, ама тоа е Исусе, нели? Ама нема сите такво откровение, ако читаме во Библија. Не му дават сите таква чест на Исус. Не му дават сите таква чест на Исус. Ама римскиот војник вика го разбра тоа. Разбра дека авторитет има Исус и дека он треба се покори на тој авторитет. Оти беше нешто повозвишено од тоа што тој го живееше. Се покоруваше на своите, нели, началници, на своите надредници тамо. А овде видеше нешто повозвишено. И он се покори на тој авторитет. А Исус па вели дека живееше како човек и се покоруваше на таткото, на авторитетот на таткото. И овој римски војник го виде тоа, значи он е подреден под некој авторитет, затоа и има авторитет. Истото е денеска и со нас. Ако не се подредиш под нечи авторитет, тешко дека ќе имаш авторитет. Ако не го почитуваш тој авторитет кој Господ ти го дава, кој Господ ти го поставил, ти не можеш да имаш авторитет. Невозможно е. Невозможно е. Оти релацијата иде така. Оти Бог таткото е на највисокото место,
Па иде, нели Исус дојде на земјата, па беше Исус, па Исус потоа, нели сите се поклонуваат на Исус. Значи има редослед. Во Царството Божјо има редослед. Така и има и на земјата редослед. Нели? Од Рим го испратија, нели, надредиците, па центуријусот, па стотникот, тие се под авторитетите. Сите тие се подчинети под тој авторитет и затоа што се подчинети некој им дал авторитет веќе. Затоа што се подчинети зборуваме. Оти тој се подчинил на тој авторитет и има авторитет за тоа. Амен. И сето тоа овој стотникот го разбира. Некој што го окупирал, нели, што е окупирал твојата земја, некој окупатор, некој генерал, е окупирал твојата земја, ти си обичен работник, и тој доаѓа да се поклона тебе, ти вика, ја не сум достоен ти да дојдеш под мојот покрив, а ти си окупиран. Значи има голема разлика тука. Римскиот војник вика, имал повеќе вера од сите што да ја позади него. Може да замислите, им се сврти Исус им рече, во ниеден во Израел не биде ваква вера. Во ниеден вика. Пазете, учениците со него, сите. Јован Крстител. Значи сите тие што се... Исус не рече некој, абе он има иста вера колку него, не... Исус рече, не видов во Израел, во ниеден не да вика таква вера. И сега, ако ние ово го читаме, може да замислите која чест римскиот војник доби тука. Знаете која чест прими сега римскиот војник овде? Јавно пред сите, Исус јавно пред сите, им вика, овој човек има повеќе вера од сите вас, а не вика израелец. Тоа не ли е чест? Тоа не е издигање? Значи, римскиот војник убава плата си доби. Си кјари убава плата. Царска плата доби. Исус го пофали. Исус, знаете што вели? Вели, кој ќе ме издигне мене, кој ме чести мене, јас ќе го честам него. И затоа Исус одма го чести и вика, ваква вера нема. Може да замислите Исус да ви каже, ја ваква вера не сум видел во никој друг. Пред сите да каже. Нели? Значи што гледаме тука? Гледаме вера, гледаме чест давање на Господ и гледаме разпознавање на авторитети. Три работи се клучни. Значи ние не може да збориме само за верата, вера, само верувај, него треба да има разпознавање на сето ова. Исус многу јасно зборува за тоа, ќе прочитаме сега пак во другите стихови. Многу јасно објаснува за сето тоа. Ама луѓето понекогаш го занемаруваат тоа. Ова е поставено од Господ, браќи и сестри, за да ти ги разпознаеш авторитетите и да се подчиниш по тие авторитети. И така ти да имаш авторитет. Така да Господ се прослави преку тебе. Се е тоа за Божја слава, браќи и сестри. Ти го честиш Господ, го издигаш Бог, му даваш слава, у сето тоа Господ тебе те издига. Исус вика, татко дојде часот, прослави се, вика. Прослави го твојот син. И татко вика, го прослави, готово. Се прослави, вика, и го прославувам синот, нели? Исус вели, јас вика го честам мојот таткот, а вие ме безчестите со фарисеите кои се расправаше. Вие ме безчестите мене, а јас го честам мојот татко. Исус цело време живееше под авторитет на таткото. Ништо не правеше само од себе. Се вика што гледам од таткото, се од него гледам, се од него. Што ќе видам, тоа правам. Значи јасно ни кажува Исус, зборува цело време дека авторитет е битен. Честа е битна, да се издига Господ, да го издигнеш Господ, да му дадеш чест, да го ставиш на твоето прво место, Господ Исус Христос е, па ти тогаш ќе добиеш нешто. И тогаш ќе примиш нешто. И тогаш ќе дојде вистинска вера. Кога ти ќе почнеш да ги разпознаваш авторитетите, кога ќе почнеш да ги почитуваш авторитетите,
тогаш вистинска вера ќе се слободи во тебе. Вистинска вера ќе се слободи во тебе. Амен. Љубов од чисто срце и нелицемерна вера, веле. Овој стотник го разбра сето ова. А може да замислите еден куп луѓе одеа со него кој што Господ им зборуваше слово, проповедаше, зборуваше и ниту еден не го прими во откровение, а овој римскиот војник го прими. Зашто? Затоа што почитуваше авторитети. Подложен беше на тоа. Имаше сочувство кон своите слуги, кон своите војници. Имаше вика, кој ќе им кажав нешто, не го интересира, оди го прави. Значи знае авторитета, јас му кажам, тој оди прави. И едноставно откровението тоа си во него се вика, па ја тоа што го правам, он го прави, ама по некој начин и во духот е многу посилно. Чекај бе. И си дошол до откровение и си рекол, чекај бе, овој громни работи прави во духот. Овој син Божи си рекол. Не е можно човек вака да прави едноставни работи во духот. Болести, нели, демони, све да искочуват, се бега од Господ Исус. Значи, че ти го проаѓаш тука како бега демони, оно ти значи тој е авторитет. Кој бега, нели? Кој бега? Крадец, убиец, кој бега? Доаѓа полиција, ти со авторитет идеш, кога доаѓа полиција си да бега. Да ги нема. Значи се работи за огромен авторитет. И сето тоа што го видел си рекол, чекај, мојот слуга страда, ама има, значи јас не можам. Јас можам да наредам, ама видов еден што може да нареди болеста да си оди. И си вика, окей, идам ќе го замолам. Значи не вика ќе идам, ти бе, ти си Исус, ајде сега слугата да ми го исцелиш. Пред мене вамо, ајде. Или војници, дојде соберете го тој Исус сега да го исцели тука слугата мој. Со сила да го донесат. Не. Тој си вика, чекај. Тој е авторитет. Чекај, тој е авторитет. Кидам ја, ќе се покорам. Јас кидам, ќе се поклонам пред него. Оти има авторитет. И така ќе ми помогне. Така и во животот, кога почиташ авторитет и кодиш, бараш помош, ти ако си го почитал тој авторитет и бараш помош, нормално дека ќе ти помогнете. Така и ова. Тој дојде се покори пред Исус, се поклони. Го издигна. Искажуваш почит. Те искажуваш почит кон Бог. Те искажуваш почит кон авторитети. Буквално што ја означуваше неговата вера за да биде голема? Што тоа, каков склоп на околности се случија во него за да неговата вера Исус ја нарече огромна, голема? Нели? Трите работи. Го прифати Исус како авторитет, се поклони пред него, го позна авторитетот во него, му даде чест, го издигна и тогаш вера. И тогаш вера. Кажа вера. Сега јас знам дека ти можеш да го направиш тоа, ако кажеш само збор. И вили Исус вика, ваква вера не видов нигде. Сваќаме ли? Да ти поверуваш до толку да кажеш дека јас сега знам. А без сега само да кажеш збор и слугата ќе се исцели. Голема вера е тоа. Голема вера е тоа. Значи не се ни посомнеа во своето срце дека ако сакаш Исусе, ако можеш, ајде ти направи. Не. Не. Значи он со цело срце дојде пред Исус. Значи со сето тоа што го имаше како откровение, рече тој може. Со тоа, значи со таква идеја и со таква замисла дојде, он може. Не е дали може. И тој може, вика, знам, сега знам. Ако кажеш збор, дека тоа ќе се случи. И после вика наградата што е, кога си отиде дома, слугата вика здрав. Може да се замислите како се чувствувал. Си рекол, си рече, управо бе, тоа е. Нели? Ке биде радосен, нормално дека ќе биде радосен. Среќен ќе биде. Така. Може би паднал, може би плачел. Тоа не е едноставно, само ќе кажеш, дојде дома, си исцели бе? Знае. Знае бе,
Па јас за тоа отидов, знам. Значи, јас верам дека воодушевен бил. Воодушевен бил на сами од себе си, кој се рекол, леле, вистина. Тој е тој. Воодушевен бил. Ама гледате награда. Замислете сега тој стотникот, за него награда што го виде слугата исцелен. И уште поголема што пред сите кажа дека поголема вериме од сите овие евреи, кои што читаа Библии, Библии немаше тојаш Библија, кои што читаа Тори, не знам што се, Бог ваков, Бог таков, ово она, и никој од нив не можеше таква вера да ја како да кажем, да ја ослободи. Никој немаше таква вера, да требаше на римјани да дојде и да ослободи таа вера и да каже, еве, ваква вера не недов нигде. Без сомнеш. Значи, ако јас го препознам авторитетот Божи, ако сум подложен под Божиот авторитет, ако сум подложен под авторитетот на пастори, на апостоли, на пророци, ако јас така живеам, го почитувам тоа и го гледам тоа како такој, нема приговор. Не правам никаков приговор, не се бунтувам. Јас знам дека од Бог се пратени, ќе читаме пратаво, и ако јас правам така како што ми кажуваат, неминовно е дека ќе се случуваат работите. Сигурно. Сигурно. Значи, Господ дава чест на оние што го честат. Бог е добар. Ајде, Матеј 10 глава, после тоа веднаш се случува. 40-42. Нели, и после таа случка така да што Исус вика, нели, кој ќе си го земе крстот, нели, зборувавме за ова. Кој сака да биде ученик, кој сака да ме следи, крстот треба да го земе. И после тоа вика од 40 стих, значи 10, Матеј 10 глава, 40 стих, вели вака: кој ве прима вас, ме прима, вика, мене. А кој ме прима мене, го прима оној кој ме пратил. Кој, вика, прима пророк во име на пророк, ќе прими пророчка награда. Кој прима праведник во име на праведник, ќе прими праведничка награда. Кој ќе напои еден од овие мали само со чаша студена вода, зашто е ученик, вистина ви велам, никако нема да ја загуби својата награда. Нема да ја загуби својата награда. Нема да ја загуби својата награда. Јован 13:20, ево уште едно ќе прочитаме. Евангелие по Јован 13:20, да видиме што вели тука. Така вика, вистина ви велам. Кој го прима оној кој јас го праќам, мене ме прима. А кој ме прима мене, го прима оној кој ме пратил мене. 13:20. А на едно место пишува, и тоа каде што Исус вели, дали им кажа дека на учениците, вика, ќе бидам распнат, вика, и јас, вика, значи пред распнувањето, вели, јас, вика, ќе си одам. Јас си одам, вика, и нема да ме видите, вика, повеќе. Се додека, вика, не почнете да велите благословен оној во името Господово кој доаѓа. Благословен да е оној кој доаѓа во името Господово. Нема да ме видите, вика. Се додека, вика, не почнете да велите благословен да е оној што доаѓа во името Господово. Со други зборови Исус вели, јас ќе отидам на небото и јас тамо ќе седнам од десната страна, но ќе испратам луѓе помазани со авторитет при вас и вие ќе треба да ги примите. И ако ги примите, вика, тогаш јас ќе се објавам преку нив. Со други зборови, овој стих. Или нема да се манифестирам се додека не почнете да викате врз тие луѓе благословен да си ти кој доаѓаш во името на Господа. Кога ти го препознаеш како авторитет, од Бог испратен и даден. Се вика додека не почнете така, нема да се манифестирам. Во денешната црква се дека луѓето не разберат што е авторитет и не се подложат под авторитетот вистински, зборувам, затоа што на тој авторитет има друг авторитет. И Царството Божие е изградено на тој принцип, на авторитети. И ако ти тоа не го разбереш дека постојат авторитети, па други авторитети, па трет авторитет, нели, надреден на него,
и дека ти треба да го почитуваш тој авторитет кој е поставен врз тебе, дека тоа не го разбереш, Господ не може да се манифестира во твојот живот. Тоа ако не можеш да го разбереш, ти не си во Божјата волја. Оти немаш сила да правиш. Оти ти треба да си подложен под авторитетот кој Господ ти го испратил, кој Бог ти го испратил. И да си подложен на него, да го слушаш, да го послушуваш. Да си убеден дека е од Господ. Ти си убеден дека е од Господ. Вика, нели, стотникот беше убеден. Затоа и отиде. Убеден дека од Бог е пратен и дека има авторитет и се што се случува него, околу него се со авторитет го прави. Така, и ти треба да имаш откровение за тоа. И затоа вели вака, нели, во Јован 13:20, и вика, вистина ви велам, кој го прима оној кого јас го праќам, кого Исус го праќа, мене ме прима, вели. А кој ме прима мене, го прима оној кој ме пратил мене. Затоа Исус вели, додека не почнеш да ги благословуваш твоите авторитети и они што од Господ ти се дадене, не сватиш дека Бог ги испратил врз твојот живот, за да ти поверуваш дека се авторитети, да примиш авторитет и да практикуваш авторитет. Ти не си во Божјата волја. Ти не си во Божјата волја ако така размислуваш. Сега пак ќе се вратиме на Матеј, 10 глава. Сега ќе очитаме пак Матеј 10:40 до 22. 10:40 до 42. Реков нешто друго, не се збуних. Да. И вели, кој ве прима вас, не прима мене, и кој ме прима мене, го прима оној кој ме пратил. Кој прима пророк во име на пророк, ќе прими пророчка награда. И кој прима праведник во моje име на праведник, вика, ќе прими праведничка награда. Кој ќе напои еден од овие мали со чаша студена вода, зашто е ученик, вистина ви велам, никако нема да ја загуби својата награда. Или, да го прочитаме уште еднаш, кој ве прима вас, јас кој сум ве испратил, кој ќе ве прими, или кој ќе ви даде чест, примањето ќе да речеме чест, да примиш некого во името на Господ, да му дадеш чест. Тоа не е само ти ќе го примиш така, току ти го примаш во името на Господ, овде пишува. И велиш благословен да си брате во името на Исус кој ти доаѓаш испратен од Бог. Вика, кој ве чести вас, ме чести мене. Сега го читам тоа, примаја чести. А вика, кој ме чести мене, го чести оној кој ме пратил. Поврзано е се, нели? Се е поврзано. И вика, кој чести пророк во име на пророк, оти ти си го примил како пророк Божие и ќе добиеш пророчка награда. Бог ќе те награди. Значи не може да те одмине тоа. Исто како стотникот. Исус го прими како Син Божи, како авторитет и Господ го честеше и него. Господ го почести. Пред сите, јавно. Ништо скришно нема, нели? Јавно. Значи, пророчка награда ќе си примиш. Дали Господ нешто ќе ти каже? Дали не знам. Не знам дали ќе те исцели. Дали не знам каква награда ќе добиеш. Господ знае. Господ знае што ти треба. Ама ако ти го примиш, ако го честиш пророкот како Божи пророк го честиш, оти тој е авторитет исто, Божи авторитет, и ти го честиш на тој начин, тогаш нормално дека Господ ќе те чести тебе, ќе примиш награда. Ќе прими вика пророчка награда. И кој чести вика праведник во име на праведник, значи ти го честиш праведникот во име на праведникот Исус, го честиш во името на Исус, оти е праведник, ќе прими вика праведничка награда. Може би ти треба во некој спор праведност. Може негде праведност ќе искочи, негде кај што си угнетуван, негде кај што си притискан, некоја праведност ќе дојде врз твојот живот. Праведност ќе дојде врз твојот живот.
угнетиван си со години и одеднашка праведност, так доаѓа праведност затоа што си примил праведник, во името на Бог си го честил, ти е праведник Божи, праведник е. Си му дал чест. Си го примил како авторитет од Бог. Го честиш. Го прифаќаш како авторитет. Ме разбирате? И вика, кој ќе напои еден од овие мали со чаша студена вода, вика, зашто е ученик, вистина ви велам, никако нема да ја загуби својата награда. Дури и чаша да му дадеш на некој. Гледаш дека е Божи ученик, чаша вода да му дадеш затоа што е Божи ученик. Го честиш и тоа е чест. Му даваш чаша вода и видиш затоа што си Божи праведник, ти служам. Зашто гледам авторитет има во тебе, јас ти служам, ти носам. Те почестувам заради Господ. И така ти го честиш Господ. И така ти на Господ му правиш чест. Бог се прославува преку тоа, браќи и сестри. Не е тоа дека ние нешто правиме па заради нас. Ние се правиме заради Исус. И сето ова треба да го правиш за Исус. Да ги честиш оние кои се повикани од Господ и кои се испратени врз твојот живот и оние кои имат авторитет. И вика, вода да му дадеш само, значи само вода да му дадеш, е чест. Ама пак треба да имаш почит. Треба да го направиш со почит кон Господ. Кон Господ почит. И Господ ќе те награди. И тоа се вика вера, браќи и сестри. Тоа се вика вера. Халелуја. Тоа се вика вера. Халелуја. Имаш уште еден стих, не сум го запишал. Халелуја, тоест го имам запишано. Лука 17. Лука 17. Ајде да видиме. Каде Исус ја објаснува работа, ама ние читајќи за не ги разбираме работите многу добро. Лука 17 глава. Господ зборува, Господ од 5 до 10 вели вака. Гледате, интересно се, зборуваме, ова е вера, нели? Зборуваме за вера. Вера е да препознаш авторитет, вера е да дадеш чест, да честиш некого, а тоа е Господ да го честиш. Да препознаш авторитет и да со вера направиш нешто, тоа е вера. Тоа е вкупниот собир, нели? Вкупното нешто што ја компонира верата. Значи, интересно, вика, вака од 5 стих рековме, така? Вака вели, апостолите, вика, му рекоа на Господа, дај ни повеќе вера. Исусе, дај ни повеќе вера, му рекоа. И гледате Исус што им одговара. А Господ рече, вика, ако навистина имате вера колку синапово зрно, ки речете на црницава, откурни се и пресади се, вика, во морето. И таа ќе ве послуша, вика. Прво нешто што им кажува. Значи, ако имаш вера, абе со вера само да кажеш на црницата, префрли се, откорни се, фрли се, ќе се случи тоа. Зашто, вика? Кој од вас, вика, ако има слуга кој ора или, вика, го чува стадото, ќе му рече, вика, кога, вика, ќе се врати од поле, дојди брго, вика, прилегни, вика, или седни до трпезата, вика, да јадеш. Зборуваме за газди, зборуваме за господари, кои што имаат своји слуги. Он зборува за слуга овде, кој што ги пасе стадата, кој нели прави нешто се за својот господар. И вика, кој е тој, вика, што ќе се врати, вика, од стадата се, и ќе дојде и господарот ќе му рече, дојди сега седни јади. Нема да му рече, вика, така, него што ќе му рече, вели? Ќе му рече, нема ли, вика, да му каже, дојди, вика, сега приготви ми нешто за вечера, препаши се, вика, да ми служиш. Додека ја да ми пијам, потоа, вика, ти седни да јадеш и да пиеш. Зборува за авторитети? Зборува за авторитет Исус? А они му барат вера, бе, дај ни вера. Они кажа, чекај да ви кажам. Вика авторитет. За сето тоа вика авторитет. Јасно збори овде, нели? Сакате ли вера? Па ти, вика, ако имаш вера, препознаш авторитет и го честиш Господ, ти ќе имаш вера, вика, да ја кажеш на црницава, стани, откорни се, фрли се во морето и ќе те послуша, вика.
Ама вика треба да разбереш дека авторитет е битен. Да препознаеш авторитет. Исус вели кој е тој слуга што ќе отиде и ќе му рече господарот, еј, дојди сега ти, седни овдека, јади одма. Не, вика, нема да му рече така. Од тие слуга ќе му рече сега направи за мене јадење све, ја ќе јадам, ќе пијам, после ти. Седни ти, јади и пи после. Тој е авторитет. Зборува за авторитет. Значи многу јасно. Зато и настотникот му вика, јас ваква вера не видов. Од овој го разбра авторитетот, го честеше Исус, го разбра, го честеше, го издигна Исус и тоа ще рече, знам, што и да кажеш ќе биде. И зато Исус им вели тука. Ева вика таков слуга кој господарот ќе му служи. Ти ќе му служиш на господарот. Господарот е Исус. Ти ќе се подчиниш под Исус. Кога дојде стотникот, не му рече, бе, дојди вамо ти, исцели ми го слугата, јас ще ќе ти кажам тоа ќе биде. Туку рече, ја не сум достоен да дојдеш под мојот. Ја не сум достоен. Ти си Исус. Ја не сум достоен. Ти си поголем авторитет од мене. Јас знам што е авторитет, ама ти си еден поголем авторитет. Нема врска што го гледам, јас што го живеам. Ти си нешто повозвишено од тоа што го гледам. И Исус им кажа, нема вика да му каже подготви ми нешто вика, за вечера, препаши се вика да ми служиш, додека ја да ми пијам, потоа вика дојде вика јади и пи. И вика тоа што вика зарем ќе му благодари вика на слугата што е исполнил заповедта. Ќе му благодари на слугата што по заповед што треба да направи. Тоа му е служба. Тоа ти е задача. И па затоа Исус вели за авторитетите збори дека кога ќе дојде слугата, нема он што да правиш, што да правам јас, господару, што во јасно се знае, дојдеш таму ќе ми направиш мене за јадење, јас ќе јадам, па после ти ќе јадеш. Тоа е препознавање на авторитет и подчинување под авторитет. Ти господарот твој треба да го честиш. Треба да му даеш чест. А понатаму вели, ако ти тоа си го правил како што треба, вика, што ќе се жалиш пошто? Ти си вика негоден слуга, само се жалиш. Се жалиш цело време. Така пишува, нели? Сега да прочитаме до крај, вика. Зар вика ќе му благодари вика на слугата што ја исполни заповедта. Така и вие вика кога исполнивте све вика што ви е заповедено, исполнивте се што ви е заповедено и речете ние сме неполезни слуги вика. Зашто вика го извршиме она што бевме должни да го извршиме. Ние сме должни тоа да го вршиме. Исус тоа вели. И многу јасно вели овдека, сакаш ли вера да имаш? Сакаш ли да се исполниш со вера? Ти треба да препознаеш авторитети. Треба да честиш Господ. Треба да го честиш оној што Бог ти го испратил во твојот живот. Треба да му дадеш чест. Дали е тоа апостол, дали е тоа пророк, дали е тоа пастор, дали е евангелист, дали е учител, не е битно. Ти треба чест да му дадеш на него. И да го препознаеш тој авторитет и да се покориш на тој авторитет. Да се покориш на тој авторитет. Да си покорен, не да си бунтовен. Па ќе ти речат направи тоа, па ајде сега ќе го правам, ја го направив, еве сега го направив, сега што да правам? Сега што да работам, сега што да правам? Бе ти, ако така правиш, ти си негоден слуга. А ако ти разпознаеш авторитет, се што ќе требаш, ти ќе идеш ќе го направиш без да се бунтуваш. Ќе го направиш тоа што треба, тоа што ти е речено. И тоа ќе дојде вера во твоето срце. И тоа ќе можеш да практикуваш авторитет. Ти едноставно е. Стотникот вика, во војската ако не правиш тоа што ќе ти кажат, тоа е дезертирање, тоа е непослушност. Ти во војската мора да си послушен. Таму ги учат тоа што ќе ти кажат, тоа да го направиш. Нема таму двумење во војска. Во војска кој си ти вика, абе јас што ќе ти кажам, тоа ќе правиш, готово. Ово тука ќе го префрлиш вамо, сега од тука вамо ќе правиш, ама зашто? Јас како ти ќе кажам, така ќе правиш. Ама зашто да го префрлам? Абе те праша ли некој? Јас ти кажам, јас сум авторитет, има да го правиш тоа. И ако го правиш тоа во послушност, ти се подчинуваш на авторитет.
без бунење. Зашто е тоа, зашто е вака? Нема, ќе го правиш. Десно, лево, 5 пати, 10 пати, 100 пати и ќе си ќутиш. Ќе си подчинет под авторитет. Тоа е Божјата волја. Тоа е Божја волја. Сакаш ли да имаш авторитет? Сакаш ли да имаш вера? Сакаш ли да искажеш почит? Тогаш мора овие три работи да функционираат во тебе. Препознаеш авторитет, го честиш заради авторитетот и вера. Тоа се три потребни елементи во твојот живот кај што ти препознаеш авторитет, го честиш и имаш вера дека тој е авторитет од Господ. Имаш вера дека е тој. И затоа се слобода после вера, за да можеш ти да функционираш. Ако се уште бараш вера од Господ, еве ти одговор. Ако си барал вера пред Господ, си клечел, викаш, Господе, дај ми вера, еве ти одговор. Ова е одговор на твојата молитва вечер. Господе, сакам вера да имам. Каква е таа вера што сакаш да имаш? Каква е таа вера што ти сакаш да имаш? Треба да имаш Божја вера. Не ти како што сакаш, туку Божјата вера да функционира во тебе. Оти во духовниот свет има воспоставен ред. Ова се Божјите закони кои функционираат. Значи, Божи закон е ова. Ова е кажан Божи збор кој што е Божи закон. И ако не постапуваш според Божиот закон, не функционира тоа. Ако ти не постапуваш според Божите заповеди и законот кој Господ го кажал преку својата уста, нема да функционира тоа. Ако се подчинуваш на Божите закони и заповеди, ако законот Божи го исполнуваш, неминовно се манифестира. Тоа е Божи закон воспоставен. Да се покориш на авторитет, да практикуваш, да честиш и вера ќе има во твојот живот. Халелуја, благодарам што ми слушавте ова вечер. Нека Господ ве благослови. Во името на Исус. Амен.